Почитувани, власта, иако ветуваше, не направи вистински измени на кривичниот законник. Наместо тоа, преку претениците на ДПМН поднесува козметички интервенции кои се далеко од суштинска реформа, дури спротивна на европските директиви и конвенции. Иако нов кривичен законник се подготвуваше повеќе од 4 години од работната група, составена од професори, експерти, суди и обвинители, тој не е поднесен. Нема нов кривичен законник, а со тоа нема ни вистинска реформа. Се плашат ли од јавноста, од експертите, од граѓанските организации, од европските стандарди, или се плашат од вистината? Наместо измени по ЕУ стандарди, власта донесува неевропски закон спротивен на европските регулативи. Предлог измените што ги турка власта се спротивни на клучните директиви на ЕУ 2024/1260 и 2024/1385. Кај членот 98а, наместо објективен доказен стандард, како што бара директивата за враќање на средства и конфискација, се користи формулацијата судот е уверен. Значи субјективен, непрецизен и правно небезбеден критериум. Ова директно го нарушува принципот на правна сигурност, утврден во ставовите на Венецијанската комисија и отвара сериозен простор за селективност и злоупотреби. Затоа го стопираат европскиот пат, затоа што Лаура Ковеши сите ќе ги реши. Дополнително со измените на член 353, злоупотребата на службена положба е во директна спротивност со Конвенцијата на Обединетите нации против корупцијата, УНКАК. Членовите 17 и 19 од Конвенцијата бараат ефективни, пропорционални и одвраќачки санкции, а не законодавно јојо, драстично намалување на казните, па нивно козметичко зголемување. Тоа значи дека овој нов закон не може да ги врати застарените предмети од 2023 година. Представувањето нови измени како репарација или враќање на правдата е правна илузија и измама. Факт е дека предложените измени не се ништо друго освен очен обид за спас на власта од одговорност за криминал и корупција. Целта е јасна – заштита на функционерите на власта од кривична одговорност за криминални скандали и сомнителни тендери, како што се 161 тендер во вредност од 5,3 милиони евра за една фирма, 9 милиони евра за фирма со 20 вработени, тендери поврзани со блиски лица, роднини и партиски структури. Очигледно е дека овој предлог доаѓа под притисок од истраги, од факти, од докази и од страв дека одговорноста ќе ги стигне. СДСМ бара владата веднаш да го повлече овој срамен предлог, поточно претениците на ВМРО да го повлечат овој срамен предлог, а Министерството за правда да го објави веќе подготвениот нов кривичен законник на ЕНЕР и да се отвори вистинска јавна дебата со домашната и меѓународната стручна јавност. Да се донесе ново, строго и европско решение за злоупотреба на службена положба, но со јасни одредби, повисоки казни и нулта толеранција за корупција. Нема правда без суштинска реформа. Нема правда со ваква власт. И нема закон што ќе спаси оваа власт од одговорност. Одговорност ќе има. И благодарам.